Карциномот на грло на матка во Северна Македонија зема загрижувачки размери. Лекарите алармираат дека од 100.000 жени на 20 им е диагностицирана оваа болест, а помеѓу 4 и 5 ја губат битката со неа. Хаџер Алијат, лекар-гинеколог од Струга, вели дека доброволната вакцинација со ХПВ вакцина е еден од начините навреме да се реагира. Најдобро е вакцинава да се прима во периодот помеѓу 12 и 15 година, но само 57% од девојчињата на оваа возраст ја примиле, иако се смета како еден од најефикасните начини во борбата со неа. Тенденцијата е да се мотивираат мајките на пациент, на девојчињата да се вакцинираат со ХПВ вакцината. За жал немаме добар одзив. Значи треба да ги натераме 3-4 пати да ги молиме од причина од празноверие дека тоа девојче ќе заболи од карцином на грлото на матката ако ја прими вакцината. Тоа е погрешен пристап и тоа е спротивно до она што ние го кажуваме и тоа што го кажува статистиката и модерната медицина, вели Алијат. Значи треба да се смени малку односот на мајките. Прво треба да се стимулираат, да се едуцираат мајките дека треба да ја примаат вакцина. Се уште не е во програмата на задолжителни вакцини. Тука е можда и да речам, да не речам дека е грешка, меѓутоа треба да се стави во протокол дека треба да се прими како другите вакцини. Министерството за здравство спроведува програма за рано откривање, односно скрининг за рак на грло на матка. На тој начин се мотивираат жените да прават така наречени ПАП тестови. Се уште имаме една висока преваленца на овие групини заболувања. Преваленцата се должи на тоа бидејќи интензивно се работи со тој скрининг, така да имаме повеќе откривање на тие неоплазми. За среќа, вели Чингоска, добар дел се откриваат во нивниот почетен стадиум. Повеќето се и бенигни, така да овозможено е да речам и излекување на овие состојби. Значи, многу е важно да кај оваа популација се работи на зголемување на свеста за да ги искористи оние скрининзи што се во превентивните програми донесени, за да ги искористи за да се откријат да речеме тие заболувања кои што со рано откривање нудат и излекување. Сега младите сексуално се активни од помлада возраст, така да и ракот на грлото на матката почнува во помладата возраст. Имаме такви случаи за жал. Северна Македонија, според Сдруженијето на македонски гинеколози, во однос на европските држави, кога е во прашање ова заболување, стои многу полоша. Од 23 до 29 јануари годинава се одбележи и Светската недела за превенција од рак на грло на матка. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.